Утро ни следува вториот студиски разговор. Ани? Да, продолжуваме на тема каква е состојбата на државните патишта во земјава. Наш соговорник утре Гоце Трајановски, директор на јавното предпријатие за државни патишта. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Ке започнеме со можеби најактуелната тема, автопатот Кичево-Охрид. Со каква динамика течат градежните активности? Тоа е пат кој што стана историски во Република Македонија. Почнат е 2013-2014 година, значи повеќе од 10 години се гради. Ние минатата година, 2015, па 2025, па и 2024 имавме интензивно работење на тој пат. Многу работи кои што беа нерешени, успеавме да ги решиме. Така да од вкупно 57 километри колку што е овој пат, ние пуштиме некаде околу 40 на километри, кои што е во автопатско решение. Значи, ни остана за оваа година да ги решиме оние кои што се кај што има косини, а тоа е кај Пресека и кај Ботун. Тоа значи на тие две сега интензивно се работи. Значи, проектирањето во дел од тие таа санација и стабилизација на косини е завршена. До крајот на месецов ќе бидат комплетно готови проектите. Всушност ни фалат уште два проекти од вкупно 14 проекти колку што треба, или 14 косини кои што треба да се стабилизираат. Тие косини се навистина необични. Дори и стручните лица од таа област велат дека ова е малку необично во градежната фела да косините бидат долги по 200 метри и нестабилизирани. Значи, секаде кај што се гради, кој ќе се прави косината, веднаш се почне со стабилизација. Каде споминати се 10 години, оставени се на временските, ајде да речем, непогоди, значи дождови, снегови, мразови. Во одреден дел или во добар дел има и слегнување на тие косини, и тоа со огромни количини на материјал, некаде и во милионски метри кубни, кои што треба да се остранат. Така да, овие решенија кои што се прават заедно со ГИМКО проектантска куќа и кои што е задолжена за овој автопат и граđанинов факултет, во оној дел кај што во еден дел ќе биде стабилизација со помош на галерии, а во другиот дел кај што е кај Ботун, тоаш ќе работат кинеската компанија и тоа ќе биде со посебни, да речем, бетонски столбови кои што ќе бидат 3 метри на 2 метри длабоки, 20 и неколку метри и со одредени значи бушења на косините од длабоко за да може да го стабилизираат тој дел. Веќе една од тие 14 косини веќе е при крај нејзината изработка. Значи, активно се работи на бушењето на шиповите, исто така на оплотирање и на армирање, па и на бетонирање на столбовите на галериите, исто така оплотирање и армирање на подпорните зидови или над зидите кои што се откај од страната на косините и горниот дел. Така да се надеваме дека оваа година, мислам дека оваа година големи се шансите да го завршиме овој пат. Исто така се работи на тунелот, практично и на контролниот центар кој што сега треба да биде според новите стандарди и со тоа да успееме да избегнеме Пресека како едно од проблематичните места во аспект на сообраќај. Вие еднодомно се сретнавте и со новоименуваната амбасадорка на Република Кина во Македонија и изборувавте исто за автопатот Кичево-Охрид, бидејќи проектот е финансиран од нивната Ексим банка, а изведуваче Синохидро. Тука проблеми, предпоставам, нема. Значи, продолжува соработката, бидејќи ова е и не е прва соработка. Ја би сакал да го оценам состанокот како конструктивен. И тој состанок сепак сметам дека ќе продолжиме соработката, особено во аспект на тоа што ќе требаат со Ексим банка да се продлабочи соработката со банката која што досега го финансираше овој проект, да продолжи и понатака да го дофинансира до завршувањето на овој проект,
така да мислам дека тој состанок беше, како да речем, полезен и за јавното предпријатие, па сметам дека и за кинеската страна, бидејќи взаемен е интересот да овој пат проект го завршиме. За нас како Република Македонија да може граѓаните да го добијат бенефитот и да речеме дека сепак успеавме да го завршиме тој пат. А за кинеската страна да се каже дека компанијата Синохидро сепак успеа да го заврши овој пат. Нејзиното незавршувањето на овој пат, независно од кои се причини, дали се причините од наша страна или од нивна, сепак во јавноста се постава прашањето кој го правеше, да таа компанија не го направи. Која влада беше или која држава е тоа, Република Македонија, таа не успеа да го реализира. Така да бенефитот ќе биде взаемен. И тука се сложивме во тоа, така да ќе ги координираме активностите за да му се завршувањето на овој патен правец. Нека биде историска оваа 2026 година и конечно. Па јас се надевам дека се надевам дека ќе биде завршена оваа година, евентуално може да остане нешто следната година, првата половина или првото тромесечје. Во секој случај сметам дека работите се при крај и што е најважно, мислам дека најважно што се најде проектанско решение за стабилизацијата на овие косини. Истовремено се работи и на пошумувањето на тие косини. Веќе се посадени околу 160.000 дрвја, од кои што има црнбор, има јасен, има даб и останатите наши автохтони растенија. Тие продолжиме следната година и понатака да видиме во кои делови од тие косини не е пошумено. Ова е прв пат да некаде паралелно со правење пред пуштењето на патот веќе се прави пошумување. Исто така се прави на косините се стават мрежи, геокомпозитна мрежа, оние зелените мрежи, кои што исто така допринесуваат да се стабилизира што повеќе теренот, колку што може, нели? За да и добро изгледа визуелно, а сепак исто така служи за стабилизација на косините. И сега кога сме кај новата година, каква е програмата за одржување и заштита на државните патишта генерално во држава? Видите, јавното предпријатие државни патишта прави годишна програма, а и договор со јавното предпријатие за одржување на патиштата, тоа е со Македонија пат. Практично надлежноста на одржувањето на патиштата е на Македонија пат. Финансирањето е од страната јавното предпријатие државни патишта, тоест од ЈПДП. И при тоа имаме тесна координација, имаме редовни, континуирани, месечни и полумесечни состаноци на кои се координираме, зависно дали е летен или зимски период. Така да оваа година мислам дека за прв пат после подолго време почна да се враќа довербата, минатата година довербата во Македонија пат, со оглед на тоа што почнуваме да ги сервисираме финансиските обврски према ние према Македонија пат и Македонија пат према фирмите кои што се подизведувачи. Така да за прв пат за зимското одржување уште во ноември месец беа избрани компаниите, трети лица ги велат така, стручно е во Македонија пат, кои што со својата механизација и со своите луѓе помагаат во одржувањето на овие патишта. Ја би сакал да кажам дека со менеджментот на Македонија пат активно разговараме да веќе се смени начинот на кој што се прави зимското одржување, а тоа е да наместо да биде со ризла и со сол, да биде со течност, се набави нова механизација, дали ќе биде на лизинг или на друг начин, и на тој начин веќе да се избегне зимското одржување со ризла, бидејќи во одредени случаи за жал гледаме дека ризлата е со поголема гранулажа неколи што е нормално и тоа ги оштетува и колите, а воедно исто така е проблем бидејќи во патиштата, новите патишта ги правиме со Светска банка, со ЕБРД банка, ние имаме филтри за кои што треба да пречистуваат водата од масли и слично. Тие веќе ако се наполнат со ризлата, со ситниот песок, во тој случај тие се
тие се запушуваат и не се во функција. Така да ќе мораме на во таа област да обрнеме поголемо внимание, бидејќи начинот кој што досега е очигледно дека е многу застарен и очигледно е дека оставено е само на себе и јавното претпријатие, а уште повеќе Македонија пат, да не зборам со долговите кои што ги имаат и кои што се бара начин како тие да се санираат. Од тука имаме ли услови за безбедно возење во зимски услови? Еве ги споминавме повеќе пати новите автопатишта, ќе се поставуваат ли нови информативни табли односно на нив? Ние веќе како јавно претпријатие државни патишта веќе објавивме тендер за сигнализација, викаме, нели? Дали ќе бидат информативни табли, ќе бидат знаци или ќе бидат, бидејќи очигледно дека на повеќе места тие се веќе дотраени или не се во функција. Меѓутоа, одржувањето на тие информативни табли е во надлежност на Македонија пат. Значи, откако ние ќе ги поставиме понатака е во надлежност на Македонија пат, тие имат и посебна единица за изготвување на сообраќајни знаци, која што пак ќе повторам, за жал, и таа не функционира како што треба, меѓутоа се надеваме дека и тоа ќе профункционира, доколку не биде тоа така, онда јавното претпријатие со посебни тендери ќе го регулира и таа област, тоест поставувањето и одржувањето на Македонија пат, поставувањето на сообраќајните знаци. Кога зборуваме, ќе се префрлиме малку на патарините. Дали сега дека имаме електронска наплата на патарините во Македонија? Видите, патарините интензивно работиме. Имаме и преку Светска банка еден кредит кој што уште пред неколку години тој е започнат околу да речем унапредувањето на начинот на наплата на патарините. Сега интензивно се работи на проектната документација и мислам дека многу брзо, за месец-два, ќе почне и да се проширува или да се модернизира патарината на Миладиновци, кој што е многу проблематична, кој што нема тагови. И тоа е еден од големите проблеми, бидејќи целиот источниот дел на Македонија поминува низ таа патарина, воедно и од Србија која доаѓа како меѓународен коридор, нели, кој што поминува низ Скопје, не врти према Петровец, така да и тука тоа да го направиме за да можеме тоа, би рекол, и тесно грло кој што го имаме. За жал имаше многу проблеми околу проектирањето, изготвувањето на проектот. Не беа исто така легализирани насречниците на патарините, ако не се легализирани, тоа во тој случај не можете да направите некои доградби, надградби, а особено не можеше, бидејќи таму се предвидува да има соларни панели горе над насречниците и во тој случај тука доста вака низ институциите се работеше да можат и да бидат легализирани, да биде тоа направено по сите законски, да речам, прописи кои што се во Република Македонија. Ние склучивме договор веќе со две компании, мобилни оператори, значи со Телеком и со А1, за дистрибуција, наплата, дистрибуција на тагови. Со тоа сметаме дека ќе се зголеми бројот на таговите најмалку дупло оваа година и со тоа ќе се овозможи поголем и побрз проток на возилата на патарините и нормално ќе овозможи за граѓаните да имаат побезбедно возење. Да заокружиме, имаат ли граѓаните безбедни патишта во нашата држава? Па видите, јас би рекол дека има безбедни патишта, меѓутоа сепак граѓаните треба да се придржуваат и на сообраќајната сигнализација, тоест на правилата во сообраќајот. Свесни сме дека не се испадне дека ги напаѓаме граѓаните, меѓутоа сите ние сме учесници во тој сообраќај и треба да допринесуваме со нашето однесување за безбедност во патиштата. Ние како јавно претпријатие гледаме да ја прилагодиме таа сигнализација, можеби не секогаш е таа соодветна, меѓутоа сепак зависи од нашата култура и од нашиот начин на возење. Имавме ние два патни правци, морам да ги споменам, кои што ги направивме, тоа е од Градско до Фариш и од Стратин до Паланка. Вие знаете, имавме и човечки жртви, особено пред Паланка. Сето тоа беше направено по сообраќајна сигнализација, по проект за сообраќајна сигнализација, онака како што го бараат
законските правила и прописи за таа сообраќајница. Меѓутоа, сепак еве човечкиот фактор, ние можеме дополнително да како јавно претпријатие државни патишта, дополнително надвор од кредитот, дополнително да направиме проект за дополнителна сигнализација и дополнително поставување на таа сигнализација, која што ја направиме во Паланка, сега многу брзо ќе биде представена и на Клучката кај Градско, кога од Прилеп се вклучувате на автопатот према Скопје. Морам да ве прашам ова во разговорот, со оглед како бивш градоначелник на Скопје, во неформален разговор коментиравме некои од инсертите кои се позади нас. Каде го гледате Скопје оваа година, 2026? Јас се надам дека Скопје оваа 2026 година ќе биде ќе го одбележи со една поинтензивна градежна офанзива, а воедно се надам дека и сигурен сум дека и во деловите кои се во јавните предпријатија, како комунална хигиена, како улици и патишта, како водовод и канализација, дека ќе бидат стабилизирани, бидејќи сепак се повторува некако приказната. Кога дојдов 2009 година кога градоначелник на град Скопје, исто така јавните предпријатија должија огромни сумни во милионска вредност, освен водовод, сите останати. А сега слушам дека и водовод, не знам колку е точно, мислам дека е точно, и сето тоа пред да се санира. Така да Скопје во една вистина голема стагнација. За жал, гледам дека се уште проектите кои што беа предвидени, планирани и изготвени во времето дека бев градоначелник од страната на стручниот тим, се уште не се реализирани и ја мислам дека оваа година ќе почне и нивната реализација, особено ние проекти кои што се при крај, да речем, кои што може релативно брзо или да се завршат или да се почнат тие проекти. Како што е подземната сообраќајница Калимак, како што е Луна паркот, исто така ние како што еве универзалната сала за жал. Се промени проектот без подземен паркинг, не имавме видео на кое што како ќе изгледа. Меѓутоа, еве нека биде и вака како што е поновиот проект, условно кажано. Меѓутоа, да не испадне расправијата меѓу Министерството за култура, градот Скопје, а сепак граѓаните да останат без универзална сала. Мислам дека тоа ќе се надмине и оваа година ќе почне интензивно да се прави и тој проект. Да не зборуваме за јавниот превоз, каде што ние како град Скопје 2016 година добивме втора награда за мобилност во Европската унија. Значи Малме беше прв град, Лисабон и ние бевме втори и тоа се должи пред се на еден напредок во мобилноста. Значи од велосипедските патеки, од Центарот за управување и контрола на сообраќај на сите раскрсници, а исто така и од добриот јавен превоз. Вие знаете дека тогаш се направија автобуските насрещници, се доставија информативни табли кои што кажуваат кој автобус во кое време ќе дојде. И сето тоа се правеше од се пратеше од Центарот за управување и контрола на сообраќај на 3 места во ЈСП, во градот Скопје преку улици и патишта и во приватните автобуси. Така да автобусите имаат не смеа да каснат повеќе од неколку минути, плюс минус неколку минути. И со тоа се врати довербата во граѓаните дека кога ќе дојде на автобуска станица, ќе дојде автобус кој што е чист или нов и навреме ќе дојде автобус и знае дека навреме ќе стигне таму кај што треба. И треба да се работи доста, се врати таа доверба, да ги остават граѓаните своите автомобили и да почнат се возат со јавен превоз. А тоа ќе го направат доколку имаат доверба во јавниот превоз. Ви благодариме многу на одвоеното време, остануваме да следиме вашата работа и ќе ве држиме за збор, што би рекол драги. До крајот на годината автопатот Кичево Охрид се надеваме дека конечно ќе биде готов. Благодарам.